сме на уште еден подкаст, втор поред во втората сезона Биди свој. Колега, како си? Добар, да те прашаме и овој подкаст, дали си добар? Кога да гледам тебе колешке, ти свети се, или темно ти станува, како е? Тоа за темно нема што да кажам, туку ајде повеќе. Овој ќе биде доста интересен подкаст, затоа што разговараме со млади, надежни струмичани кои учат скоро и завршија и живеат во Словенија. Ристо Ковачев, доктор по медицина, и Иван Мастев, магистар по математика. Живеете, учите во Марибор, Словенија. Добро дојдовте на подкастот на Биди свој. Добро ве најдовме. Колега, кажи си ти. Најави, мислам дека... Здраво, дечки. Дара и мра, така ми кажа. Дара и мра. Надежни, струмичени млади. Арно, еве, со мери планираме малку да ве илустрираме пред струмичката јавност, со оглед дека сте млади, надежни, како што каже Јанчева, момци кои што се одлучивте да студирате надвор од нашава држава, момци кои што веќе завршиле, кои што секој по својот пат тргнал, доктор Ристо Ковачев и магистер Иван Мастев. Добре дојдовте од моје име, од името на Бара Трајков, не само од Мери Јанчева. Од името на Биди свој. Зошто се решија да учат во Словенија? Чекај да ти тоа веднаш право, зошто да се одлучија? Зошто? Добра е. Зошто? Докторе? Прво мене, значи. Докторе? Зошто се одлучив? Од каде идејата баш во Словенија? Од секогаш уште од мал сакав да одам во странство, да барем, ако не средно училиште, да го продолжам својот пат едукативен во некаде во странство. Бидејќи тогаш во тоа време беше гимназијата Јане Станевски, ја завршив таму, ми беше една од помилите дестинации за учење средно училиште и решив да пробам со студиите по медицина некаде надвор од државава. Разгледав многу опции, каде како би продолжил со својот пат и Словенија се јави како една од опциите дека е најпросперитетна, најповолна и најинтересна во тоа време. И ден денеска е уште прилича посебно за македонски студенти. И се решив на тој чекор токму поради тие причини, бидејќи уште од мал сакав и дека сакав некаде во странство, во нова околина, нови луѓе, нова средина, нови искуства и така патот ме донесе таму. Инаку имам две поголеми сестри, постари од мене. Најпрво тие отидоа таму и после тоа јас се одлучив, бидејќи тие беа на тие информативни денови што ги има секој факултет, тие отидоа на тој медицински факултет и ми рекоа дека за студии понатаму Марибор дека е многу добра дестинација, дека биле воодушевени од самата представа на тој факултет. Значи патот ти е бил отворен. Малце. Да. Малку. Мене ме чуди Ковачев зошто медицина. Ги познавам од претходно. Кога ги спомна сестрите, можеби таа од една од причините зошто се одлучи медицина. Се одлучив медицина затоа што најкласичен одговор на секој, бидејќи сакам да помогам на луѓето, но помагање на луѓето може во секои облици, во секои форми да се помага на луѓето, но една таква љубов се јави во медицината, тоа што ми беше во тоа време, немав одмал немав желба да станам доктор, но кога бев во средно училиште, некој се јави таа желба. Да бидеш лекар. Да бидам лекар. Па и во бел. Сега, не повеќе, сега зелени, бидејќи тие се во операција, тие што се... Ти планираш да бидеш, да оперираш нешто? Ама бела е класика. Па многу нормално, бел мантел. Ама во бел мантел се облекували кога е магистар Иван Мастев, мора да го представам. Мислам дека и ти беше во гимназија, во гимназијата Јане Сандански. Што те навлече Марибор? Што те навлече Словенија? Апропро, имајќи дека имаме и овде математика, науки, на УГД, не знам на кои се факултети. Искрено, желбата за Словенија кај мене се појави покасно, значи кон крајот на 4-та година, не знаев уште каде ќе студирам. Исто како што и Ристо кажа, доста привлечна земја за македонски студенти. Меѓутоа, јас тогаш не знаев какви се условите во Словенија. Знаев дека тоа е таму, секако тој ми
ми рече дека што се однесува за помош е тука, меѓутоа јас не размислив за Словенија, не размислив за толку за надвор од Македонија. За среќа, преку дискусија, преку муабет со една моја братучетка, која исто така многу добро ги познава условите за студенти низ Европа, ми рече дека Словенија е многу одлична земја за студент, дека има прекрасни услови. Јас си реков дека таму имам пријатели, дека има кој да ми помогне и со нејзина помош аплицирав. И тогаш кога аплицирав, уште не бев сигурен што ќе биде и како ќе биде. Меѓутоа, еве, така некако спонтано се случи кај мене, за на крај да завршам таму. Спонтано, ама стаса и до титула магистар. Така е, да. После 6 години, магистар. Мене ми е навистина ти си магистар, ако не се лажам, а? Да, по стратегиски менеджмент. Што значи тоа стратегиски менеджмент, жити мајка? Ќе ти објаснам на другиот подкаст. Не стратегија, сериозно те прави. Да. Тоа као не Подготвуваш стратегија за да менаџираш со одредена компанија. Во моментот се случува тоа, знаеш. Мене искрено ми е жал за младите, скоро секој млад од Струмица во нашата држава размислува да оди нагоре. Тоа е малце поразителен факт, да. Не, како го гледаш, може би некој сака да се доусовршува, сака и да промени средина, сака да види нови искуства. Ние, нашата генерација, не размислуваше реално, не размислувавме толку за да одиме нагоре да студираме. Сега по новата генерација, секој втор размислува да оди да студира некаде надвор од државата. Која е причината? Дали заради образовниот систем што го гледате надвор од нашата држава? Или што сте го слушнале? Да, или што сте го слушнале, или нешто друго е причината. Што ве тера уште од прва, втора година средно да размислувате дека вие ќе учите во странство? Па тоа не е ни гаранција дека ќе успеше во странство. Па така размислуваат младите, ајде да слушнеме и нивно размислување. Што е причината? Тоа што е тренд моментално за студирање на младите од Македонија, посебно за во странство, е многу популарно моментално, но иако дека е популарно, тоа секојаш треба да се одлучи за тој чекор. И некои тој чекор го малку подценуваат и подоцна во текот на тие кога ќе одат таму, видат дека тоа не е за нив. Тешко е, мислиш во таа смисла? Има секои плюси и минуси, за секоја работа има плюси и минуси, но факт е дека е многу тежок чекор како прво. Од тоа што имаме ние и во Марибор, јас ги познавам сестрите, Ивано познаваше мене. Има некој круг на луѓе што може да помогнат за било што и за било која работа. Бидејќи ако одиш ти чисто насамо е многу понапорно, потешко е, поголем предизвик, не дека невозможно, но поголем предизвик е. Зошто е популарно? Заради според мене е квалитетот на самите студии. Сепак држава од Европската Унија има подобри услови за студии и поголеми можности за усовршување, предпоставувам, за осознавање за градење на кариера понатаму. И самиот факт дека кога ќе добиеш диплома си некој и нешто во таа држава, за разлика од нашата, каде што многу познаваме магистри и дури докторати што имаат завршено луѓето, не можат да добијат работа на тоа поле, соодветна работа. Како наша мер сакаше да кажеш. Магистар по стратегиски менеджмент, а јас сум водителка со Ване Трајко. Па чест ми е колега што сум водителка. Добро е, колешки, мислам, не е проблем. Дечки, велат Марибор станува се по-атрактивен или Словенија за македонските или завршните средношколци. Колку ги има, имате ли сознание, колку студенти од Македонија имамо на универзитетот во Марибор? Предпоставам не се десетина. Не. Ги имам многу повеќе, ги имам најмногу во Љубљана, исто така и во Марибор. Статистички не знам како е бројката, меѓутоа секоја година, значи бројот стварно еве математички кажано расте експоненцијално. Ова како израз или некоја формула, не знам се. Што демек расте, сериозна бројка. Тоа што расте, ама експоненцијално, демек многу расте тоа. Да. Па ти знаеш има. Па магистар, тоа ти се разбираме. Да. Расте бројот на нови студенти.
И да, ги има најмногу во Марибор и во Љубљана. Еве како што и он кажа, луѓе кои еве гимназијалци кои знаат таму некои, контактираат мене, лично ми имаат контактирано доста, се распрашуваат како е, им објаснуваме и помагаме со се. Ги има и Острумица. Да, доста ги има. Има Острумица и на медицина, и на информатика, или не знам на кои. Најмногу се на информатички сметови, бидејќи тие нудат најмногу места за странци. Таму има најмногу македонци. Фактички почнато студиите во Марибор, како што ја знам, многу поодамна генерација уназад на факултетот за информатички науки. Добро, нова средина. Излегувате овде од Струмица и одите во Марибор. Сепак не е баш така лесно. Не е лесно. Прво, знаевте словенешки да зборувате? Не, јас искрено не знаев ништо. А и јазикот не е толку сличен како, например, еве српскиот или хрватскиот. Закај па не? Не вем. Не вем? Не вем. Не е толку сличен, треба учење, треба зборување, вежбање. Така да на почетокот тешко се разбирав. Јас искрено тешко се разбирав, а и како што знам сите други тешко се разбираат на почетокот. Меѓутоа не е тежок да се научи. Значи веќе во рокот месец-два веќе Ти имаш ли дојдено мастев да кажеш јас ќе се вратам во Македонија, ќе си студирам на тамошните универзитети или не знам, факултети? Па искрено не. Немав таква намера, не знам зошто, можеби карактерно, можеби не. Меѓутоа, уште кога отидов тамо, ми се допадна средината. Тоа јазикот и целокупната ситуација сватив како предизвик, така да успеав. Ковачев, не сам. Да си прашав, сакав да прашам. Ти сакаше да прашаш, си го поставиш прашањето. Сакав да те прашам, оваа колешка што збори, ти си имаш ли некогаш така помисла низ тој период, колку 6 години, колку е тоа 6 години? Да се откажеш? Да се откажам не, но имаше многу тешки периоди. Имаше тешки периоди затоа што сепак самите студии по медицина се многу тешки и напорни, камоли па во друга држава. И на моменти беше толку многу тешко што, ама никош не решив да се откажам, но стегав многу зави, пример. Ми беше многу тешко, не си идев дома заради тоа што учев, не бев во тој елемент како што сум често, пример бев се изолирав, учев, се трудев да постигнам тоа за што сум таму и како што реков, не се враќав многу често овде и работев на себе таму. И затоа многу често ме прашувало зошто не си доаѓаш почесто, зошто и родителите и сите блиски, зошто не си идеш почесто, бидејќи работев на себе и тогаш во тој период ми било многу тешко, но секојаш имав поддршка од сите и најмногу од дома. И фамилијата. Тоа се вика македонски инет. Има да го завршам. Тврди деца, тврди, амбициозни деца, да. Има да дадам се од себе. И двајцата имаат завршено во гимназија Јане Сандански, а знаеме дека нашиот образовен систем е, можам да кажам дека овде многу се учи некако. Имавте ли добра основа за таму кога се запишувавте на факултет во Словенија? Имавте добра основа од овде? Да, имав добра основа, дури можам да кажам и надпросечна, бидејќи како што знаеме гимназијата Јане Сандански посебно е позната и по квалитетот, но и по секако по природните науки и математиката. Јас бев математичко подрече, а таму математиката е на доста високо ниво, се дава акцент на сите тие математички предмети. Исто така одев и на надпревари, еве имав огромна поддршка и од професорките таму. Така да, значи кога отидов таму во Словенија, чувствував дека сум во предност, бидејќи слободно можам да кажам во гимназијата Јане Сандански и општо математичкото подрече во Македонија има многу повеќе материјал за разлика од
совладен наставен материјал, Да, предпоставам, или да. пошироки познавање, предпоставам. Да, тоа например, сакаш. повеќе материјал, има повеќе, например, јас се зачудив кога одредени колеги ми кажаа дека одредени работи ги немаат учено посредно, кога ние ги учевме во трета година. Така да, еве, например, не знам, програмирање, линеарна алгебра и слично, дел од тие работи те ги Линеарна немаат. алгебра. Да, матрици, вектори. Тоа го има Нешто стратегиски по-магистарско, да, тоа е. стратегиски менеджмент го има. Тие се магистарски термини се пак тие колега. Да, така да, јас бев во предност и затоа сум мислам сум задоволен бидејќи ја избрав гимназијата, ја не Треба сум да се гордеат професорите овде затоа што Она што сакам да го поставам прашање до вас двајцата, предпоставам дека имате пријатели, колеги кои што се на сродните факултети, математички и медицински овде во Струмица, медицина во Македонија. Имате ли правено вака муабет што се учи таму, како се учи таму, вежби, не вежби, не знам, една компарација да направите? За да илустрираме колку е во предност нашиот образовен систем, високото образование и колку таму, например во медицината. Многу зависи од самиот студент. Тоа е број еден. Не збориме сега од желбата да... Колку сака да научи самиот студент, толку ќе биде добар доктор на крајот од денот. Не, колку или медицинскиот факултет овозможува. Например, Како- пракса Како или возможување на практичен пракса, дел, да. исто е како во Скопје, така и во Штип и секаде во Европа, во најмала рака е, имаш предавања, семинари и лабораториски вежби. И таа пракса што ја викате вие, Не, ние сите ја викаме. сите Не одите во болница на пракса. се оди, ама пракса е делот каде што ти работиш на тој оддел. Односно се веќе на тој оддел. Пракса во склоп на вежби е, например, по некој предмет, да кажеме дерматологија, ти одиш на дерматологија на вежби. И Чекај, тоа е малку... дерматовенерологија, нели беше вака овој... Така е. Кај па ти се така усовршил е. дерматологија? Не дерматологија, дерматовенерологија. Што значи тоа? Па ќе ти кажам на само. И во склоп на тие вежби ги има секаде. Колку однесе тој студент од тие вежби, е тоа најбитно. Плюс, Мислиш дека и исто така и на овдешните универзитети, односно на така е медицински? секаде. Исти принцип работа. Исти принцип, да. А колку се залагат самите професори за одредена катедра, е многу зависи од нив. И од самиот студент колку има желба и интерес за тој сегмент од медицината. Јас можам да кажам за Марибор дека од било кој дел од медицината многу добри. И од предавања до семинари, до пракса во Универзитетот клиничен центар, сум многу задоволен. Но ако сакаш нешто повеќе да научиш, треба да волонтираш на тоа што најмногу те интересира. И тоа Го овозможуваат тоа? го овозможуваат. Тоа е надвор од наставната програма и ти само иницијативно сакаш Па тоа индивидуално да- го каже дека ако си има желба. Многу голема предност е професорите се многу достапни. И тие специјалисти се многу отворени за студенти, многу се радуваат кога некој студент ќе сака да мене ме интересира, не знам, интерна медицина, кардиологија, дојди, кога сакаш дојди, јас сум од утре на работа тогаш до тогаш, дојди, ќе видиш како ќе ти се допадне. Гледаш операција. И исто така и асистираш, не само гледање. Ви дозволуваат како Сигурно, студенти? сигурно. Не дозволуваат, туку не тераат, не поддржуваат во тоа. Јас имав во пета година вежби по пракса по гинекологија и бевме таму тројца колеги, мислам. Таму стоевме во една операцијска сала и таму беше еден хирург и вели кој сака да се измие, да дојде да помогне. На словенешки, како ви кажа овој професоров? Многу добро пришо здраве да асистира. Нешто разбрав, да, асистира знам што нешто. сака да каже, Ќе да. дојде со нас да асистира во тој поглед. И вие те пачка кој да асистира проф. Кој го интересира тоа, пример, во тој период, јас одмah крена фрака и одмah право поди, знаеш да се измиеш хируршки, знам и тоа право ме погледа. Значи ви дозволуваат. Ви дозволува. Не Па само тоа што ја сакаме да дозволува, прашаме, дали е има- и тука така? Имате, разменувате искуства со колеги овде од нашата држава, дали е и тука? Да, ама не знам јас како е точно, ни во Штип, ни во Скопје како ги одржуваат тие, бидејќи секаде е различно секој.
треба да викнете некој. Да. Коваче, ти рече вежби имате таму или ова пракса, практична настава. Многу ме интересира овие математичарите. Што прават на пракса? Не сериозно. Што вежби имате математика? Решаваме задачи. Ова предавање е едно и сега вие на вежбите ќе решавате задачи. Да, па ја применуваме теоријата што ја користиме на предавање. Не, ама мојот факултет не само што е, еве да кажам, теориски подкован математички, туку има и доста програмирање. Така да јас имам предмети програмирање и исто така програмираме, имаме вежби, правиме некои, имаме цел во програмирањето, еве например да напишеме некој алгоритам и слично. А од математичките предмети најчесто е решавање задачи. Најтежок предмет кој ти беше и на факултет и на магистарски? Најтежок? Да. И средно? Не. Сега зборам во Најтежок, искрено, топологија. Што значи тоа топологија? Топологија е доста апстрактен предмет. Јас не го знаев пред да Добро, запишам објасни ми трета што значи година. топологија. 5+5, што е топологија? Топологија е сфера од математиката што се изучува, која го изучува Влијанието. промената во формата на одредени објекти. Колешке. научна фантастика. Да, например, не Тоа знам, научна фантастика како нешто. одредени тела, например, Сакаш да кажеш, ако евентуално ја налутам колешка и она почне да плаче, променува формата на лицето. Не, нешто друго е. Не знам. Па да, Може да структурата на лицето се изреагира, променува. може да изреагира неконтролирано. Женско рака не дели. Не, јас ќе го мајна. Ти за тоа. Ковачев, најтежок предмет? Најтежок предмет, бидејќи разлика има во програми сепак меѓу Скопје и Марибор и сите. Секој факултет има своја. Добро. Во Марибора најтежок предмет физиологија, бидејќи во склопот на физиологија има и патофизиологија. И имаш испит од 60 прашања, 60 на прашања и имаш 2 часа на располагање и опфатува се од физиологија и патофизиологија, што е многу тешко и многу напорно. Ај објасни ни што е тоа патофизиологија. Да се прашам. Да знам ако одам во Словенија, не дај Боже, па ме стана лошо да се обратам. Ај, сега да не кажам што кажат пред кастот овде баба, мама, дандара, мандара, па ќе сега да не збориме, ајде, ако одам во Словенија, она... Па би одела во Словенија, зошто да не, да се излекувам. Ќе ми објасниме таму. Ајде, легни на патофизиологија. Легни на патофизиологија. Легни така. Јас сакам да прашам како им е, ќе си прашам, да, тоа што гледам дека се амбициозни и учат и се стварно... Дечки ви имате приватен живот. Да, па за приватниот живот сакам да ја прашам како дека... е таму во Марибор. Излегувате разлика, ајде пак тоа да направиме на компарација, како е во Струмица, како е во Марибор. Одлично прашање. Пак ќе кажам, направете одлично на прашање. компарација. Да, па искрено еве јас ќе кажам од мој аспект. Мислам дека и многу мои пријатели го делат истото мислење. Единствено нешто што ми недостига таму е, например, ноќниот живот општо во Словенија. Дали ние тука сме навикнати на многу динамика, не знам. Меѓутоа кога јас на многу излегување, на многу дружби, но кога отидов јас таму, искрено се изненадив. Не е толку динамично како што е тука, нема излегување секоја вечер. Не само што, еве, например, можеби ќе се кажеме не излегуваме поради нас, бидејќи ние не сакаме, меѓутоа нема ни некои кој знае какви забави да се организираат или журки или слично. Ајде сега мастер, молим те. Не, вака немало журки, немало студентски забави сега. Да, немате студентски домови и забава. Како функционира тоа? Да, има се организираат студентски журки, се организираат студентски но до 10 часот забави, до 12. Има во студентските домови, има. Меѓутоа, еве, не е така како јас така го доживувам, не е како кај нас, фали нешто, недостига. Така да тоа ми недостига од Јас да споделам само едно искуство. Бев и јас до Словенија, ја видов таму Лиljana, трчеше поздрав до колегата што трча за мене. Така, И
имам чувство дека таму е се некако мирно, сталожено и после 9 часот немаше никој на Тоа го улица. зборувам. Да, токму тоа го зборувам. Чудно. Тоа го зборувам. Вие што правевте после 9 часот? Мртов Само град. книга? Страшно Да. беше да излезеш надвор, немаше ништо по улици. 9 часот. Ова не е за тебе. Ова не е за нас, генерално, за нас македонците не е. Затоа Ето и прашам овие се македонци. како се снаоѓаат таму. Што Јас, прават? например, имам со себе друго искуство. Јас сум спротивно, јас сега кога сум тука одмарам, а таму кога сум само на дружење и само на Докторот на шета. забави. А сега да, во последно време да, претходно кога беше напорно, првите 3 години да кажеме, тие предклинички предмети беа многу тешки и многу захтивни, но после тоа медицинските забави се надалеку познати во Словенија посебно и сите и студенти од други факултети. Да. Ова не сум го застани, знаела. да. Така е. Како медицинските забави се Далеку познати. далеко познати. Има медицински Што правите забави. таму? И преслушувате слушалки? Не, напротив. Инекции, не знам што. Напротив, има организирано еднаш до 2 пати годишно медицински забави. Една е, тоа е некаде крајот на октомври, почеткот на ноември, се вика бруцување, по нашки бруцушка. Демек Да. да ги пречекате Да, новите, аха. Да ги пречекат, ама А вие стварно ги болци? пречекуваат. Аха. И имат со игри, со тематско, со надпреварувања, со награди, со различна музика, со организација невидена за студентски журки. И јас бев дел од таа организација на неколку наврати и стварно интересно и стварно треба да се види. И идат од други факултети да ја видат таа медицинско бруцување. Ова од математика дојдоа? Не. Не ги каните ни? Не, има за секого, мислам, кој сака да дојде, ама претежно е за медицинари, не е за други, ама идат и од други да видат, бидејќи има таму околу 1000 некаде луѓе на тие, 1000 студенти. Да, тоа е доста популарно за. Многу голема Интересно, не журка сум е го таа. знаела тоа, да. Па И- ние сме за таму колешке. Само не знаеме да се како Не знаеме да зборуваме. Ќе се да. снајдеме. А? Ќе се снајдеме. Пантомима. Зависи до Пантомима. кој дел од ноќта ќе дојде, така да е 12 ден, кога Ќе се стигнете разбереме. завршени, нема потреба многу зборување, само журка е. Па гледаш, не само учење, таму Ајде, има си и останам убав без живот. коментар. Таму има и Бидејќи до утринските часови трае таа журка, нема до 9-10 како што викате вие, ама траат до одредено време. Инаку за ноќниот живот во Словенија сам по себе во Љубљана да, многу има ноќни клубови, ноќни евенти, ноќни случувања, но во Марибор е малку помирно место. Иако има многу организирани журки од страна на Еразмус студенти што доаѓаат во Марибор да студираат и локални организирани журки што организира секој клуб, има неколку клуби во Марибор, но зависи од тоа кога се, пример вторник и среда се тие студентски журки, петок и сабота се повеќе, секој друг ден. Кога учите, бре? Вторник и среда студентски журки, петок Па и нема сабота нема да одиме излегување. на сите како што е тука навикат. Битно е да се организирани. А па дали ќе одиш ти или нема да, тоа е твој проблем. Па кога стаса да учат и да станат доктори и магистри? Мислите ли дека ако не се студентите во Марибор, Марибор ќе е мртов град? Јас ќе кажам да. Ковачев? Има многу луѓе, но таму е навиките за живот се подруги и секој и во Струмица например, ако нема млади, и Струмица е празна, Струмица е исто така Па А ви не. фалеше ли оваа забавата, односно струмичкиот ноќен живот додека бевте на студии во Марибор? првите неколку години да, но после тоа таму се Што ти најмногу фалеше овде во Струмица? најмногу што фали, мислам секоја журка. Не, првите години кога се Не одиде, за што ти журка, фалеше? за вас, Добро индивидуално. друштво, своји луѓе, добро друштво, а после тие неколку години кога се јас навикнав и со друштво и со другари што таму ден денес дружам и се уште другаруваме, се навикнав да журкам со нив, да се дружам со нив, и тие и затоа многу ако си доаѓаш дома поретко и со тие другари што се дружиш, не ги негуваш односите, но се уште ги негувам и тука и таму. Но сепак се губи таа Така, веќе вистина. нова средина, нова средина,
нови евенти, што би кажеле словенциве. Ти како се снајде таму? Ти фалеш овде Струмица нешто? Па да, исто како што каже и Ристо првите години, да. Мислам, ми фалише тоа што го реков, другарите, секако нели фамилијата, ноќниот живот. Јас очекував да кажат ми фалат на мама сармите, Тоа ми фали ајдверот, ми фали праќа, да. Праќа. Го има уште тоа? Да. По такси тоа се праќа? Зависи ако доаѓа некој што го познаваме, мама ќе направи едно пакетче и внатре Поздрав. Поздрав. Го промовирате таму Струмичкиот? И шо викат шо викат колегиве ваши, шо велат за еверот, за лютеницата, за ракијата, не знам шо. За ракијата е многу јака. Сите кои да знаат. Не, ја спомнуваме кој е ракија. Праша за Јас не знам што ја обрнуваш внимание тука, ајде продолжи. За еверот ти имат навика да го јадат со кебапи и со лепиња. Ајде. И тоа го мачкат на лепиња, фактички тоа е босанскиот начин на кебапи. И јас кога им кажав дека ние го јадаме со бело Лепи сирење сирење. и со леп, добро, ќе пробам, ама не ми се верува дека е добро. И ќе пробам, стварно е добро, да, ама со кебапи ми оди. Добро. А што е во Словенија, ајде, или во Марибор, традиционално јадење? Кое е таму традиционално јадење? Во Словенија има најпознатата словенска потица, тоа е Што? потица. Полека, колега. Да. Што е тоа, објасни му? Тоа е еден Не тебе те интересира. Прашај си бе колешке. слушнала, Што е стварно не потица? знам. Ајде. Тоа е колач на традиционален начин, словенски начин, како колачи внатре има со псореви е претежно. Се е јасно веќе. И требаше да донесам до пробата, ама знаете ќе не Наредниот Вас не повикавме од причина што се одлучивте на млади години да заминете од овде од нашиот образовен систем со желба да се усовршувате надвор од нашава семја. И сега јас сепак пак би се вратил на вашите, ајде да не кажам, професионални кариери. Иван Мастев после дипломирањето се запише на магистерски студии, ама слушнав дека не застануваш тука. Точно е. Ќе продолжам повторно во Марибор на докторски студии на Институт за примената математика при Универзитетот во Марибор. 4 години, исто така, докторски студии. И тоа што значи докторски студии? Дека дара ќе бидеш или не знам што? Па називот ќе биде ДР. Но што ќе работиш после? Истражувач во областа на применетата математика и работа на институт. Па, Да, работа кажав на јас, институт, истражување, работа со професори, пишување трудови и така, на некој начин инволвираност во науката. И как Ќе слушаме за него уште многу ние. Се надевам. ова твоја желба или самиот факултет, универзитет те повика или не знам, малку да разјасниме. Ти сакаш да идеш на докторски студии или пак нешто универзитетот ти овозможува? Дај да одгатнеме тука нешто. Па, од една страна и моја желба, да, бидејќи сакам да се занимавам Добро, ако немаш желба, математика, нормално. така, да. Меѓутоа, има доста заинтересираност и од страна на универзитетот, бидејќи кога јас аплицирав, тие нормално ми објаснија се, ми помогна да стигнам до тоа, така да има взаемна поддршка. Мислиш ли, ако, извини, истото прашање за вас ќе биде, доколку беше овде во македонскиот образовен систем, ќе стасаш ли до докторски студии? Тешко прашање. Не сум сигурен, мислам дека не. Мислам дека неверојатно би завршил можеби додипломски и повторно би заминал на страна. Не сум сигурен, не можам. Ви фали таа поддршка што сега во моментот ја добиваш од... Па да, не, таму е доста изразена таа поддршка од страна на институциите, од страна на факултетот, од страна... Јас уште во прва година имав таква покана, уште кога ме видоа дека сум заинтересиран за математика, ми понудија кога ќе завршам, ако сакам да останам на факултетот, ако сакам да се занимавам со математика, што не знам како е овде. Да, Ковачев заврши тоа, како се вика во медицината, дипломирате, сега сте доктор. Што понатаму?
Сега од Сега први работите ли како? Сега од 1 октомври почнувам со стажирање, 6 месеци стажирање, после тие 6 месеци може да се зема уште 6 месеци со цел секундаријат се вика се со цел да продолжиш уште неколку време, но после тоа специализација. Знам дека е пракса во Македонија да не се зема специализација веднаш, туку после најпрво како општ лекар, после да се почне специализација од X причини зашто тоа. Но во Словенија таков системот што како општ лекар не работи никој, тоа го нема, не постои. Не постои општ лекар. Постои општ математичен лекар. Да, ама ако е матичен лекар ќе оде да специализира семејна медицина. Аха, па и добре, тука се Почна тоа да се тука некако практикува затаи овој процес, значи кај претежно специјалист, општиот лекар или матичниот лекар треба да биде во Словенија специјалист по семејна медицина, претпоставувам. Така. И ако го интересира тоа подрачје од медицината да оди за семејна медицина, ќе оди на специализација семејна медицина, ќе работи како специјалист. И Ковачев, кај се гледа? Јас се гледам во хируршки води, во тоа подрачје. Сега што точно од хирургијата не знам. Најинтересни ми се ортопедија, травматологија, бидејќи бев сега ова година 4 месеци на Еразмус пракса во Берлин, таму на одделот за инфекции поврзани со травматологија и ортопедија, и таму бев стекнав многу искуства и сакам да се усовршам во таа гранка. Да. Колега, мене ми е гордост што имаме подкаст со овие две деца. Морам да признам. Од кој аспект? Од аспект колку се амбициозни и знам дека, пак ќе кажам, ќе слушаме многу за нив и ама за нив што пишува? учење, да бидат своји, да. Гледам значи, дека се своји, гледам дека се своји, значи, имаат амбиции. Поставиле цел во животот и успеале. Да, и успеале во тоа. Од една страна сме горди на такви и не тешкото прашање сакам да го поставам. Но и пак ќе кажам и жал ми е што такви таленти заминуваат од нашата држава и за жал не можеме да ги задржиме тука, да придонесуваат во нашиот образовен систем и во нашата наука. Ама нели сакаш ностоп да прашуваш? Па прашај. Да Планирате ли да се вратите во Македонија? Тоа ли е најтешкото прашање? Да. За вас не за мене. Да, Мислам дека е приватно. Приватно уште ќе се подружиме уште. Има уште 5 минути за подкаст, чекај. Во целост не, мислам дека не. Не сум размислувал многу, но мислам дека не, во целост не. Меѓутоа за било каква соработка во областа на математиката, применетата математика, мислам дека би можел да соработувам со ако ти да го дадеш својот придонес. Да, нормално. УКИМ или при математичкиот факултет при УКИМ, еве ќе станете утре задутре доцент, доктор или како се вика таа вашата били после 4 години и се вратил? Да предавам или што? Па да, на при математички факултет сигурно нема оро да играме. Предпоставам со докторска дисертација вие ќе имате право на нели ќе бидете доктор, не знам како. Да, после се оди понатаму. Професор, доцент, вонреден, редовен и така натаму. И можеби тоа се амбициите? Некако умешно го избегна прашањето, не сака да одговори. Ќе се врати. Тоа како не испит се сега? Па за сега не знам дали би отишол до редовен професор, бидејќи тоа е многу работа. Повеќе сакам да се насочам на кај приватниот сектор со математиката, меѓутоа ќе видиме, не знам. Тоа промена на материи и нешто ово на тоа сака. Памти си ја мислата. Математика во приватен сектор. Што ти значи тоа? Програмирање. Офорец. Ја помисли математика. Не. Ти доктора се гледаш ли во научник на математика, не економија. Економија, програмирање. Докторе, ти кој ќе лекуваш? Словенци или европски? Ќе помогам на луѓе. Словенци или овде пред се, нас? без разлика на тоа од каде се, што работат. Да. Но сепак моментално јас како дипломиран доктор по медицина не можам што да понудам. Треба се уште да специализирам, да стекнам специализација и искуство за работа. Но кога го стекнам тоа искуство, сакам да го предадам на тие што им е потребно и плюс сакам да ги приеменам сите работи што сум ги научил дали во Словенија, дали
ќе одам на друго место, не знам каде ќе ме однесе патот, да ги предадам напред, но за тоа е уште рано да се размислува. И овој професор мисли да стане. И овој ќе Не, стане за професор, професор не, но никако ама- да Некако се врати во печаток Македонија. добив дека сакам да предадам на помлади колеги да го пренесам моето искуство, тоа што значи утре задутре вие по специализација на ортопедија со травматологија, па потоа како со специализација, па не знам, така некако ми доаѓа Па патот. тој ќе лекува, но ќе биде и не треба да си ментор, професор, претпоставувам, тоа сака да Не треба каже. да си професор за да си добар ментор. Јас Аха. познам многу добри Инаку, ментори. Ние младите се разбираме Знаеш племето. кој му е негова изрека кога често пати сме го правиле овој муабет и вика уште колку фурни лепи има да јадам. Ова се негови зборови. Па Демек, свесни се бидеј- деца дека треба да се учи, за Бидејќи да се успее тоа, да. како со завршен факултет по медицина, немаш занет во раците, по нашо кажано. како бе немаш? Имаш диплома. Не знаеш да Допрво, работиш. допрво Допрво доаѓа. треба да се Па научиш. тоа е разликата. Види Пракса. како се воспитани и од тој образовен систем го имаат попримено. Кај нас завршен факултет медицина и тие чекаат да работат како доктор. Види го како размислува. Може да се работи, но Има јас разлика. немам искуство да сега да влезам во операцијска сала и да почнам да оперирам. Немам го тоа искуство, но ќе пробам да го стекнам што порано, толку подобро. Ама Не слушнав дали се планираш во Македонија, ама и тоа. реков дека се Луѓе сакаш да лекуваш. така е. Туку сега да ве прашам јас, како рековме ноќниот живот во Словенија, ама што ќе кажете за словенките? Кои се Македонките поубави? се поубави. Македонките. Леле. Дефинитивно. Тоа значи дека ќе се вратите во Македонија по девојки, Одам по невестата. одам по невестата. Коваче, нешто ти лекако тешко му дојде ова прашање. Очигледно е врзан со Словенија. Не е лесно да војуваш на два фронта. Те преведи. Не е лесно да војуваш на два фронта. Преведи, колешката сака да разбере подобро. А, Женско сум, морам сега ме Сакаш да кажеш и словенски фронт и интригира, македонски да, фронт. Да. Мораш да се одлучиш. Мора да се одлучам, но не е туку така лесен изборот, сакам да кажем. Има и Кој таму се поубави? добри, има и таму има убави девојки, и кај нас има убави девојки, така да зависи од. Но по менталитет некако ве влечат македонките се уште. Така? А овие Како се што европски, разбрав. овие се европски држави, не забораваш. Може да се каже. Може да се каже. Фала на иструпниот одговор. Која е она порака, млади сте? Дипломиравте, магистриравте, те постари од 30 и на колку години имате. Што сакате да покажете, да порачате на младите во наша земја, во општината? Која е она порака до младите? Кој Ево, сака? јас ќе почнам. Ајде. Математички, синус, косинус. Како беше тоа експоненцијален пораст? Да. Тангета, колешки. Па, еве, ние двајцата уште многу доста проживеавме таму во Словенија, успеавме. Никогаш да не се откажуваат. Им предстои пат, им предстојат борби. За секој студент неизбежна е борбата. Меѓутоа никогаш да не се откажуваат. Така да, еве, од лично искуство, јас знам како е, издржав. Нека се насочуваат кон што сакаат, секако тоа ќе им се исплати. Исто, еве, математиката мене ми се исплаќа, било што, така да, Сакаш да кажеш дека заработуваш сега од математиката? па, да. Мислам за работка. Веќе заработуваш? Да, има доста побарувачка за математичари во Словенија, исто и тука претпоставувам, например, Програмери, на тоа мислиш? програмери, математичари, приватни часови, исто така, доста се барани. Јас имам работено со математиката и додека бев студент, така да. Додека сме кај заработувачи. Да. Како студенти во Ето, Општо во Словенија има многу услови за студентска работа, од било што до на струката на која што си. Јас работев на ургентен центар во Марибор за време на ковид пандемијата. Исто така работев до нескоро до
на оддел за ортопедија. Тоа асистирање беше како студентска работа. И тоа се наплаќа? И тоа се наплаќа? Тоа се плаќа. Јас со Иван започнавме кога беше тој прва, јас втора година. Работевме нешто, не било што, ама има некои студентски работи малку потешки и понеспецифични и ние како авантуристи имаме пробувано на различни работи и има услови за секој студент да работи кога му дозволува времето. Бидејќи на прво место се студиите, после на друго место е работата. Кога, како, секој си знае за себе, јас искориствав многу често од одморот, не се враќав дома со цел да заработам своја пара, бидејќи по-друго е кога имаш свој, нема да кажем мамо, тато, пратете ми неколку... Кажав јас, колега, мајндсетот им е промене таму во Словенија. И затоа со Иван многу често работевме заедно, но тој после ојде во математиката, јас во медицината и така. На различни пати. На различни пати. Ама пак заработувавме. Заедно заработуваме, да. Јас имам една информација што работеле. Секој кажи ги. Да, Кажи кажам. ги. Или Кажи си ја ги. кажете вие. Македонките да Она го слушнат. најтешката. Најтешката, да. Кога сте се откажале? Не, работата беше така. Бидејќи таму има студентски сервис и тој сервис нуди работа. И некоја фирма дава понуда, на нас ни требат денешка, Пари утре. за излегување. Да, не. Фирмата нуди, на мене ми треба двајца работници, машки за истовар на роба од камион. И јас Иван му викам, беше ли на фитнес? Не бев. Сакаше да одим утре, сакам. На фитнес. И бевме, уште исти ден јас се јавив, така и така, јас имам седен другар, ако може дојдеме, може дојдете, само да знаете дека ќе работите во ладилник, на ладно, а тоа беше некаде септември, ама топло беше. Уште не бевме почети со... Значи, утвар и истовар сте работеле. Да, и буквално. да се надоврзам на сторијата. И ни бевме во таа фирма, ни дадоа од Алишта, оддела за работа во ладилникот. И се возевме некаде, тоа беше на страна од Марибор, некаде на кај Мурска собота беше. И одиме таму и здраво, ние сме тие истоварачите. И велат, добро, и ние спремни со ракавици, шал, капи, доле, со два слоја облека, 3 слоја, бидејќи ќе биде ладно. И од дома ни велеа таму да се наоблечете, таму Да не немате измрзнете, работа, да, не измрзнете, како тоа, млади. И одиме таму и ни кажуват, не, дечки, нема во ладилникот надвор. Во Церада. На 30 степени. 30 степени истоваравме хмелј. Јачмен. Тоа е студентски живот и Да, тоа е ама што ретко го кој спомна. тоа го прави денеска. Да, и тоа што го не спомна се дека не е откажавме лесно. во никој аспект и цел ден го изработивме, другиот ден бевме Папсани, утепани од работа, Ама но имавте пари за журка. Да. за Тоа е, да. Јас би шетање за да. журка. Ви И да благодарам. почестит некоја. Да почнем. Порака Ковачев до младиве овде во Струмица, овај подкаст на Биди свој, што би сакал да им порачеш на младите случаи? Не на крај не е битно каде да си, битно е да се трудиш и да работиш на себе. А да го кажеш тоа на словенски, да видам како звучи тоа, баш ме интересира. Не помемно ки си, од код прихаеш, помемно да се најбољ трудиш, колку се леда и да бош на концу днева болј свој. Гремо македонци. И така. Не е важно каде си, не е важно од каде си, ни што си. Важно е да си ти и да си на крајот денот да се трудиш за тоа што сакаш да успееш. И патот не е лесен. Да. Никогаш не треба Апсолутно, откажување, да. сте поставили одредена цел, многу успех во вашата цел. Мислам дека на брегот сте. Секако тоа што како професионално, со оглед дека едно скалело сте изодиле. Многу успех, дечки. Што да ви кажем, утре задутре повторно да видиме во овој подкаст на Биди свој, за да докажеме дека имаме врвни лекари, врвни математичари, токму Струмица. Да.
Благодарам. Благодариме и на поканата. Да. Благодарам и од Беше мене. задоволство. Многу успех, колешки, ќе одјавиш. Да, ќе одивам, јас пак ќе кажам, чест ми е да разговараме со такви амбициозни млади деца, упорни, надежни и јас се надевам дека ќе се гордееме со вас во иден. Благодарам. Благодаря.